U ime na Otca i Sina i Svetega Duha. Amin. Возлюбljeni Hriста Boga, braći i sestri, Hristos se rodi. Vistina se rodi. Hristos se rodi. Vistina se rodi. Hristos se rodi. Vistina se rodi. I mi ja dade Gospod novorodenioto, jasnite na Vitlejemskата пещера радоста, що им я даде на Тройцата мудреци, за кој што денешното Свето Евангелие повторно прозборе. Од далечниот исток дојдени и предводени од звездата, да го видат царот на славата, облечен во човечко тело, Логосот Божи, воплотен и вочовечен. И за таа цел тие подготвија дарови за во средбата со единствениот вистински Бог, освен кого што други богови нема, да го даруваат Богодетето Христос Иисус со злато, со ливан и со смирна. И сето тоа на символичен начин, според големите екзегети на Светата Црква Божја, укажува на неопходноста и ние, налик на Тројцата мудреци од Исток, да му принесеме дарови на Богомладенецот Христос, но на Христа не му треба ниту злато, ниту ливан, ниту смирна. Тоа се честички со длабоко символичко значење, но честички и делчиња од севкупниот козмос, од севкупното создание, чиј Господар е токму Христос. И затоа ние на Светата литургија ги кажуваме оние познати зборови: Твоја од Твоих. Ништо свое немаме за да му дадеме. И тоа што му го даваме е од Него, Негово. Но тоа што можеме да го дадеме, тоа за што можеме да кажеме дека е плод на нашата христијанска љубов, се христијанските добродетели, до кои што доаѓаме низ подвиг, победувајќи во својот егоизам, своето себељубие, кој што прерасна во идеологијата на индивидуализмот, најголемата опасност за разградување на слободната заедница, на живи и конкретни личности собрани околу Богочовекот Христос. И тој подвиг, велам, на самооткажување заради Христа Господа, ги печалиме духовните несмртни блага. Тоа што не може да биде изгризано од завод на времето или од црвецот, и во што, облекувајќи се самите себе си, се овечнуваат.
Токму тој човек е човекот на Богочовекот Христос, победителот над смртта. Со таа своја победа ја закваси природата на човекот и не обесмрти. Таквиот, обесмртениот, померата од растот на височината Христова човек треба да му се даде како воздар за дарот на животот на новородениот богомладенец Христос од Витлеем. Денеска, браќи и сестри, ние стружани ги славиме и големите светии, какви што се старозаветниот цар, пророк и поет Давид. Читајќи го родословот на Христа по тело, чувме и видовме дека Марија потекнува од родот Давидов. Потоа Давид во неговите познати поетски творби, псалмите, во најголемиот дел од нив зборува за доаѓањето на Месија. Тој опус на поетски творби е силно, мокно, натопен со месијански предрекувања на раѓањето Христово. Потоа Јосиф, обручникот, праведниот во се, кроткиот, смирениот слуга на живиот Бог, кој што денеска научен од Светиот Ангел, Господен, чувме од евангелското четиво, ја зеде Богородица Мајка и Богомладенецот Христос и ги изведе од светата земја, од Палестина и отиде во Египет, во главниот град на Египет, Кајро. И на тој начин Ирод беше невозможен да го убие. Богомладенецот Христос, во кого што пронајде сопари за себе си. Некој кој што го загрозуваше неговото царување со Јудеја. Светите, пак трите кралеви и мудреци од исток, знаејќи за скриената намера на Ирод и покрај тоа што му ветија дека ќе се вратат и ќе му кажат точно каде новородениот цар јудејски. Тие не се вратија кај него, туку продолжија по други патишта. И поради што Ирод, оценувајќи ја возраста, можната возраст на Христа, најмногу до 2 годишна возраст, сите дечиња родени во тој период, од 2-та година надолу до тогаш родените, ги стави под нож, ги уби. И тоа убиство на децата
се повторувани сите истории човечки и денеска се разбира. Нашите деца се на сосема подруг начин, со употреба на сосема други перфидни средства за убивање на нивните души, убивани. И за жал, родителите доброволно просто му ги предаваат своите деца на ново пројавениот Ирод, предавајќи им ги на сите убиствени идеологии, кој што денес ги има, а утре не, за сметка на оној кој што никогаш не умира, за сметка на оној кој што е дарителот на животот несмртен и творецот на се Христа Господа. Потоа денеска го славиме и големото светило на црквата, светиот Јаков апостол, братот Господен, првиот епископ на првата црква во Ерусалим. Па сега гледајте кој е попар меѓу црквите, дали Рим, дали Царинка или некој друг во однос на Ерусалим. Ерусалим е мајката на сите цркви. Ако светиот апостол Јаков, брат Господен, е првиот епископ воопшто, првиот епископ на Светата црква, и ако тој бил епископ на светиот град Ерусалим, се оставали простор за некакви подруги размисли во врска со тоа. Денеска наследникот на светиот Јаков, брат Господен, првиот владика Ерусалимски, патриархот Теофил III, и му пати повик на сите патриарси, на сите православни поглавари, да дојдат и да разговараат за ново настанатата криза во православната црква, која што и се заканува на православната црква. Со невидена досега схизм, раскол и со невидени досега еклесиолошки ереси кои што ја нагризуваат самата суштина на црквата, разбрана како тело, жив организам на Богочовекот Христос. И гледајте, првиот човек кој што му кажа на патриархот Теофил не, е најзагрозениот. Јуда со митра на главата, Ирод со сакос на себе си, цариградскиот патриарх Вартоломеј. Па не знаете сега кого повеќе да го жади. Дали Јуда од евангелската приказка, односно Ирод од евангелската приказка денес читана, или нашиот современик од Цариград, лажниот патриарх на Цариградската црква, очигледно Вартоломеј, кој што се прави, значи се прави, за да ја разгради Светата црква. И ништо не сака да направи, за да се спаси единството на Светата црква Божја. Но гледајте, тоа што треба да остане запаметено од нас е фактот дека Ерусалимскиот патриарх, кој што по крв е грк, и му останува верен на сите завети што му ги оставиле неговите претходници на Ерусалимската епископска катедра, почнувајќи од денеславениот свет владика на Ерусалим,
apostolot Jakov, brat od Gospoda. Vidite kakvi svetila dneska slavi Svetata crkva Božja. Imame na kogo da se ugledame, imame kogo da sledime. Zašto site tije imenja što dneska gi spomnahme, se sveti i golemi, veliki ukažuvat i priveduvat pod Hrista Gospoda. I njegovata sveta crkva, za koja što je rečeno, eka i portite na ado, i portite na pekolo, nema da i odole. Nosite sme staveni na ispit. Na ispite stavena naša ta vera. Na ispite stavena naša ta ljubav. Na ispite stava naša ta doverba vo Hrista. Vo njegovite sveti apostoli i vo najsvetite oci i filosofi na crkvata, ko što se pričina za golemoto i sveto predanje na crkvata, vo kogo što i nije kako generacija na hristijani, vo 21. vek posle Hrista treba da se integrirame, da se vgradime celosno sebe si, vo slava i čest na novorodenijom, Bog i Spasitelj od Vitlejem Hristos. Amin. Amin.